Добре дојдовте во специјалното издание на Колегиум. Колегиум на Цивил денеска ја отвора темата по повод денот на отпорот против руската окупација на Крим и Севастопол. Денеска ќе разговараме на оваа тема, но се разбира и на други теми кои се поврзани со руската агресија против Украина и против слободниот свет. Тоа што е најважно на почетокот на овој колегиум ќе го соопшти, ќе го отвори нашата колешка Билјана Јордановска, која е на линија со нас преку Zoom платформата, а денеска со мене ќе биде и Драган Мишев, мојот драг колега, кој го читате буквално секојдневно на овие теми. Понатаму би сакал и да соопштам на самиот почеток, во понеделник на 4 март Цивил е домаќин на уште една меѓународна конференција, овој пат онлайн, во соработка со партнерите Медиа Диалог, Млади за медиуми од Германија и меѓународната организација Нов Европски форум на граѓанките и граѓаните, а сето тоа во заедничка платформа на глобалната иницијатива Одбрана на демократијата, која ја иницираше Цивил заедно со партнерските организации во декември минатата година. Па да започнеме, јас би сакал прво да го поздравам Драган. Драган, здраво. Здраво, Чабер, да те поздравам тебе, да ги И поздравам нашите- тие што ќе не слушат и да кажам само дека се надевам дека наскоро наместо вакви јубилеи ќе правиме колегиум на теми годишнина од ослободувањето на Украина, годишнина од ослободувањето на Крим, да не биде веќе овие бројки веќе да не се качуваат, да заврши негде. Со оглед на околностите, особено на глобално ниво, мислам дека уште некое време ќе бидеме поврзани со овие теми на овој начин. За жал, но останува и нашата порака дека борбата мора да продолжи до конечно ослободување и воспоставување праведен и долготраен одржлив мир. Но ако ми дозволиш, јас сега, како што најавив, би сакал да ја видиме и нашата колешка Билјана, која ќе ни каже повеќе за овој датумот поврзан со почетокот на отпорот против руската окупација на Крим и Севастопол. Здраво, Билјана, повели што имаш да ни кажеш во врска со оваа тема, да ја отвориме со тебе. Здраво, Џабер, здраво, Драган. Здраво на сите кои што ќе не гледаат и ќе не слушаат. Да, токму така, денеска е ден на отпорот против руската окупација на Автономна република Крим и на градот Севастопол. Тоа е ден кога на 26 февруари 2014 година околу 15.000 кримски татари и украинци се собраа пред парламентот на Автономна република Крим за да го спречат незаконскиот план на Путин, а тоа е вооружена контрола на парламентот како подготовка за анексија на Крим, што се случува наредниот ден на 27 февруари и останува да се запомни како ден на прва вооружена инвазија за промена на границите на Европа по Втората светска војна и низ годините на окупација Русија го трансформираше Крим во воена база која што искористи за почеток на целосата воена агресија врз Украина во 2022 година. Во тој период на окупација небројно е колку кршење на човекови права се спроведени, насочени кон кримските татарски и украински заедници, врз основа на етничка припадност, на вера, на јазик, а и светот и меѓународната заедница ги осуди сите недвосмислено акти кои што се извршија во тој период, како што е киднапирање на украински деца, вклучување во етничко чистење и формирање на кампови за индоктринација на Крим. 26 февруари прв пат се одбележува во 2016 година
во согласност со резолуцијата на Врховната Рада на Украина од 2 февруари 2016 година, меѓутоа како празник, како ден за одбележување и потсетување, официјално се стартува со декрет на украинскиот председател Володимир Зеленски од 26 февруари 2021 година. Значи, тоа е вака кратко некои податоци, информации зошто е овој ден значаен за нели за украинците и за Украина во целост. Па и за светот во таа смисла, за Европа претежно. Имено, ти благодарам за овој вовед со податоци, навистина, тоа што би сакал да го слушнеме во продолжение за 2014-та, Драган. Тоа е всушност почетокот на војната против Украина и против слободниот свет, против и заменување на границите, како што спомна и Билјана, за прв пат по Втората светска војна во Европа, драстично менување на границите во која видовме една подмолна, би рекол, зацкриена окупација на која Европа и не реагираше доволно спремно. Меѓутоа, да слушнеме како тоа изгледаше, што се случи во 2014 година. Па 2014, како што напомна, всушност е почетокот на војната, од пред 2 дена што се обележа трета годишнина само од целокупната всеопфатна руска агресија врз Украина, која веќе, како што кажавме, започната колку доаѓа веќе пред 11 години со анексијата на Крим. Значи целокупна им се одзема сите ингеренции на украинците и мораме да ги напоменеме и кримските татари таму. Така. Значи од тогаш трае отпорот таму. На самиот почеток, веднаш штом навлегоат, прво мислам, само се тешко за го Семерфолд, како да го изговорам, градот каде што тука беше првиот знак на одмор, првите демонстрации се собра, значи во тие услови, кај што има вооружен непријател, се собра околу 10.000 луѓе во Семерофолд, после се случи тоа пред парламентот, пред собранието, да. И од тогаш и потоа следат уште неколку такви демонстрации се одржуваат за цело време и борбата трае на секој начин зборувам за вната за жителите на Крим, и украинските патриоти, и кримските татари заеднички. Со разни акции, значи не се тоа воени или партизански акции, меѓутоа со украински знамења, украинско-татарски знамења, закачување на видни места, со графити, исто со демонстрации, како и со интелидженс, со разузнавачки информации што им ги даваат на украинската војска, на украинската влада. Отпорот е прилично активен од првиот ден, впрочем од самиот почеток на 2014 година. Ба ќе кажам, главно се состои од база на некаква воен аспект, се состои во разузнавачки информации кои потоа ги користи украинското разузнавање, украинската војска и комбинираните единици и знаеме дека нели оваа година малце помалку, меѓутоа претходните имаше често диверзантски и акции на командоси на брегот на Крим. А да го спомнеме како прва поголема акција и бомбардирањето на кримскиот или мостот Керч, како што го викаат, кој го изградија русите за да имаат контакт со логистичка поддршка од копното на Русија, да. Значи тој беше прво неколку пати, првиот пат беше прилично јак удар. Имаше уште неколку удари, после сега последно, колку што знам,
паркира, закотвија стари бродови околу моста за да ги спречат тие удари со поморски дронови. Драган, да те подсетам, јас се уште живо се сеќавам на првиот извештај за почетокот на окупацијата на Крим во 2014 година, мислам дека беше тоа крај на февруари, така што баш се прават 11 години војна против Украина. Прво, нели, со окупација на делови, а после со целосна инвазија. Извештајот на BBC во насловот стоеше Little Green Men, малите зелени човечиња. Зошто реков и подмолна на самиот почеток, подмолна агресија, односно инвазија на делови од Украина во тоа време, заради тоа што ниту еден вооружен припадник на руските сили и на тие што беа домашни сили на сецесионистички сили составени од руси, немаше руски ознаки. Сите има или нема никакви ознаки, а беа облечени во зелено, и нивните возила исто така немаа никакви ознаки, или има и ознаки на некои приватни компании, или пак има ознаки на некаков отпор, под наводници, на голоракиот руски народ. На голоракиот руски народ кој беше тешко вооружен и се разбира со оружје, опрема, возила од Москва, испратени од Москва, од руска територија, и тоа беше навистина би рекол алармантно, меѓутоа за жал изостана решителна акција од европските и од европските и од светските, меѓутоа јас тоа сакам да напоменам, да. Мене тука најмногу ме чуди воздржаноста на Турција. Значи кримските татари имаат многу силни, се туркменско население со многу силни врски, и иако Ердоган тогаш кога му е потребно за пиар ги споменува нив, дека поддржува целовитоста, автономијата, меѓутоа кога ќе дојде до директен контакт, да кажеме, со руски представници, или кој треба некаде тоа да го изнесе, едноставно ги заборава тие барања. Брилијантна поента. Значи, на декларативно да, меѓутоа треба акција за туркменистанското население. Особено ако се има предвид геостратешката положба на Крим, кој е исклучително важен за токму тоа ми беше поентата. Регион за извоз на храна. И впрочем, на почетокот на целосната инвазија, а и пред тоа од 2014 до 2022 година, Русија го уценуваше светот, практично со дозирање на пристапноста на светот до украинското, па и, ако сакаме, и руското жито, а за време на целосната инвазија и енергенси, а за време на целосната инвазија, нели знаеме дека на почетокот Путин предизвика го вооружи гладот всушност, односно гладот, односно храната ја претвори во оружје, како што претходно ги претвори и бегалците од Сирија во оружје. Така што таа војна, таа хибридна војна во која се користат енергенси, храна и бегалци, многу успешно ја употребуваат уште од почетокот на окупацијата во 2014 и ја засилуваат од 22 наваму. Тоа сакав да дополнам како од сегашна гледна точка, дури гледајќи какви се договори се прават, како да Крим, зборувам за однос на Турција, како да го држи како монета за подкусурување, што се вели како за некои идни преговори, како некој влог. Друга логика не можам да најдам. Значи, дури, не знам, повеќе се, нели, пак ќе кажам декларативно, се загрижи за делови од населението во Сирија,
за Да. кој сметаше дека може да му бидат лојални отколку за кримските татари. Да, Или да. кои се поблиски всушност, Да. а и стратешки Значи, не- гледано Крим е многу поважен за Турција отколку самата Сирија. Некој со оглед на какви договори сега се излего на виделина дека се правеле и се прават се уште најсвежа ни ова со Ако ми дозволиш, јас би сакал тука да го спомнам и кримскиот новинар Вилен Темерјанов, кој доаѓа и од татарската заедница, кој е всушност новинар и активист за граѓански права, кој е во руско заточеништво од август 2022 година. Тој е новинар на сега нефункционална редакција grani.ru, а исто така и граѓански новинар и новинар дописник на повеќе медиуми, кој од самиот почеток на таа инвазија во 2014 година со својата новинарска акредитација без оружје, вооружен само со новинарски вештини и потреба да ја презентира вистината, фактите пред јавноста, одеше од место на место и ги покриваше настаните поврзани со репресијата што ја спроведува Русија од првиот ден за време на окупацијата. И Вилен Темерјанов така дојде на црната листа на руските власти во тоа време и по неколку апсења, не само негови, се разбира, повеќе од 100 новинари од Крим и активисти од Крим ги нема во моментов, или се во заточеништо, некои се убиени и така натаму. Вилен Темерјанов во август конечно го апсат и го апсат под обвиненија, под сомнеж дека е поврзан со терористички активности и организации. При тоа, на тоа, многу логично, под наводници, руските власти му лепат и диагноза дека е ментално пореметен. И под тој Што ме изговор... против Путин, Да, уствари, што ме против русите, тогаш мора да... Впрочем, тој и не е против русите. Тој едноставно известува за тоа што се случува на теренот. И ментално пореметен, а од друга страна поврзување со терористички ќелии, односно организации и активности, и го затвараат. Прво го затвараат во ментална установа, каде што го подвргнуваат на тоа што во историјата е забележано со крајна осуда. Во времето на Советскиот сојуз постои еден облик, еден формат на тортура, а воедно и дискредитација во поглед на околината, на заедниците од каде што потекнуваат тие што се приведени, се вика казнена психијатрија. И таа казнена психијатрија е многу жив метод, не му припаѓа на мрачното историско наследство на Советскиот сојуз, туку му припаѓа и на сегашното руско устроение. И казнена психијатрија подразбира електрошокови, постојано држање на затворениците под наркоза, понатаму психолошка тортура се спроведува, понижување се спроведува против нив, од тоа што знам и Вилен Темерјанов е долго време подложен на таквата психијатриска казна или казнената психијатрија, и сепак после некое време го ставаат во полициско-судска процедура и сега тој е во моментов во затвор и очекува, често пати е во изолација, во самица, тепане многу често, и се наоѓа во затвор на руска територија и очекува пресуда.
август 22 до сега се уште чека пресуда, во меѓувреме бил подложен Извини, на казнена психијатрија. Освен тебе, некој се заложи друг за... Има во за светов, човекот. има во светов Ќе се навратам пак на акции. турското. Има во светов акции на репортерите без граници, на Цивил се разбира, на неколку други важни меѓународни организации за човекови права и новинарски асоциации и издруженија европски и светски, кои јас го информирав и нашето здружение на новинарите за ова активност, ја информирав и јавноста, ако се сеќаваш, го информирав и бордот на Цивил за тоа дека јас ќе ја преземам јавната застапничка улога во однос на Вилен Темерјанов. Овие денови ќе одам до руската амбасада, во сандачето ќе ставам писмо кое го упатувам до колегата Темерјанов, бидејќи мислам дека му требаат зборови на поддршка и утеха. Се разбира, писмото нема никакви политички пораки, само се лични пораки како колега на колега. Се надевам дека нема да го редактираат или нема да го фрлат в корпа. Иако, нели, очекувам дека и таква опција постои, имајќи предвид со кого си имаме работа. Но јас мислам дека сите други новинарки и новинари кои се подложени на тортура и на заточеништво, кои доаѓаат од Крим и од окупираните подрачја, на привремено окупираните подрачја во Украина, се добро евидентирани и тие се застапувани од меѓународни организации. Извините, сакаше ме прекинеш всушност да прашаш дали Турција има или некој како држава и како новинарски здруженија од таму или некој. Како држава сигурно не, тоа со известност знам, меѓутоа за новинарските здруженија не знам, поединечни новинари и новинарски здруженија. И кај нив исто се случува спрема неподобни новинари. Сега конкретно имаше пред некоја недела беше на собственикот на Халк телевизија го опсија. Турција е веќе подолго време земја која... Така да они самите се борат за себе. Една од ретките земји во светот која без никаков проблем затвара новинари, уредници, медиуми и така натаму. Ако се сеќаваш, нели, ние бевме земја во Европа која има новинар во затвор, да не зборуваме за полициските акции на режимот на Груевски кои затворија повеќе медиуми и така натаму. Но да се вратиме на темата, јас мислам дека за огромна почит и за одбележување храброста на граѓанките и граѓаните на Крим, меѓу кои украинци, татари, меѓутоа и други етнички заедници, како што знаеме, Украина е навистина мултиетничка земја, мултиетничко општество. Сите тие од првиот ден работат на тоа да се ослободат од руската окупација. И сметам дека поддршката, барем морална, ако не нели на сите други начини што може да ги подразбере една поддршка на борба за слобода, треба да ги истакнеме и да повикаме на солидарност со Крим и со Севастопол, бидејќи тие луѓе живеат под постојана закана од тортура, под постојана закана од полициски и воен прогон, некои од нив исчезнуваат, некои од нив се и убиени. Во нив сите оние закони што ги донеса во Русија за да им овозможи затварање на сите тие. Точно така, да. Медиумска слобода е нула. Да, медиумска слобода е нула, право на слободно здружување на луѓето е исто така укинато, тоа не постои. Се што постои една предолга, мрачна, смртоносна окупација, би рекол. И поради тоа мислам дека мораме да работиме што е можно повеќе. Мислам дека не знам се колку, пошто
Сад немаме баш целосни информации, не стигнувато таму и дали како на етничка основа. Меджлисот на кримските татари неколку пати предупредуваше дека им се забранува целосно да се изјаснат, да се изразат, им забрануваат собирања културните обележја на кримските татари да ги искажат во јавност. Има, значи, целосна таква забрана, да. Историски уште во време на Советскиот сојуз се прави етничко чистење на Крим, каде што малце од каде што луѓето што им пречеле и заедниците што им пречеле, меѓу кои татарите биле или раселувани во далечни северни предели на Советскиот сојуз или биле убивани, а на нивно место биле доселувани руси. Меѓутоа, да, точно и верските слободи се укинати таму, етничките обележја се укинати, тие не смеат слободно и јавно да се изразуваат или да се изјаснуваат на било каков начин. Едноставно, како за сите, така и за татарите и обратно, тоа е една многу тешка, неприфатливо тешка, неиздржливо тешка состојба која трае веќе 11 години за нив. И поради тоа мислам дека и нашата организација треба да продолжи со работа на оваа тема, да продолжи со обрнување внимание на состојбите во самите окупирани подрачја, и нели не само на фронтот кој ти маестрално го покриваш од ден во ден. Јас би сакал исто така да, бидејќи ти и колегата Дехран го покривате секторот дезинформација и пропаганда, би сакал ако може накратко да кажеш како изгледа темата за окупираните подречја, за Крим, за Севастопол, за татарите во македонските медиуми и исто така на социјалните мрежи, ако имате некое согледување. За социјалните мрежи веќе тоа е едно небојно поле, не знам како да го наречам, една беззаконие, див запад. Значи, кој што сака пишува, како сака пишува, тоа константно се напади, а со медиумите... Има една будала на социјални мрежи, која во еден период, сега нешто го снема, постојано кога ќе напишет нешто за Украина или пак дури и ти кога ќе напишеш нешто за Украина, тој мене ме ославуваше и беше меджлисот на татарите, му порача на джабир и нешто така. Тоа сакав да го кажам со... Јас не го имам видено лично тоа, меѓутоа го читам во извештаите од мониторингот. Тоа го кажуваше на тој начин како меджлисот и како татарите да се некои подлуѓе. Токму да земаше тој наративот на русите, кои знаеме од каде потекнал и други некои така претходни ги дела луѓето на подлуѓе и надлуѓе. Што Џабир сега, јас нели како што го следим, има една многу интересна работа, што веќе руската пропаганда и нема потреба да се бори да се пласира. Тука има една друга пропаганда која нели ни доаѓа од Запад, која ни е нели сојузник. Значи таа пропаганда која за жал се става на страната на Русија и го шири рускиот наратив, Значи таа го води орото, да речам, и на медиумите и на социјалните мрежи. Нема веќе потреба да кажува, да се пишуете Путин или нешто скриено за Русија. Se кажува едноставно, Трамп кажа тоа и тоа. Овој за одбрана, како беше? Хексен, да. Еве, најтипичен пример со дека Русија не бил агресор. И имаме после тоа... Знаеш што, ја мислам дека тоа е всушност рускиот наратив, само пресликан во структурата Сакам да кажам како сами на себе си влагаат во уста, тоа се пренесува тука, нели? Сега веќе и никој не го забележува тоа дека е руска пропаганда. Тоа е новото нормално, што
Што би рекол Што би рекол еден од Македонија, да. еден од Македонија кој не гласаше за дека Русија е во Обединетите нации, дека Русија е агресор. Да, да. И сами на себе си навлегуваат во уста кога Русија не е агресор, ама сега пак никако нема од министерот за одбрана кога изјавува дека они не можат да се ги вратат границите од 2014. Значи ако немаш агресор, зашто би ги враќал границите од 2014? Да, се да, тога тоа ќе е ни има контрадикторно. какафонија што и сами на себе се контрадикторни. Па Трамп пред некој ден вчера мислам изјави не вчера, после на пресот со Макрон дека на новинарско прашање дека па да, може да се врати територијата, тоа ќе би малце тешко, ама може. Види. Значи тоа е таа пропаганда Ние од моментално. првиот мандат на американскиот председател Трамп, аз гледам дека сега на ист начин, само уште поагресивно, Да, ова е веќе поревносно ја спроведува својата агенда. Забележавме и првиот пат, знаеме и сега, дека тој е малку непредвидлив. малце повеќе, ама Малку повеќе. да, меѓутоа сакам да кажам, дури тогаш мислам дека имаше и самиот не знае како ќе Да. реагира во некоја наредна прилика во некоја наредна тема. Отварање на некоја наредна Да, тема. меѓутоа тогаш, извини, Да. тогаш околу него имаше понормални луѓе. Майкл Пенс и слични републиканци беа многу на едно поприземно ниво од сегашниве Сакам соработници друго што да ги има. кажам, дека неговиот тон може да се промени значително, откако ќе го подпише договорот за користење на минерални, што е на украинските минерали, Да, што исто така е една посебна тема која се надевам дека ќе ја покриеме наскоро, нели поврзана со неоколониализам и така натаму, но можеме да очекуваме се. Меѓутоа, ја би сакал да те прашам, дали во мониторингот што го спроведувате, дали истите структури кои се носители на руската пропаганда се всушност сега само го користат, го додаваат тоа во својот плейбук, или имаме други? Истите што до вчера беа за време на Бајден беа против Америка, беа за Русија, за Кина, БРИКС. Да. Кина и БРИКС веќе не се споменува, сега е Бајден Трамп високо на. Да, уште го споминјат Бајден дека он е крив виновен за војната, да. Сега е Трамп високо на агендата, Путин, да. а и неговиот пријател Трамп. J.D. Венс исто е високо на агендата со нивните, ајде да не кажам. J.D. Венс оној што го нарече Трамп фашист, Да. збориме, да. Добро, јас И наративите што Русија долги години ги спроведуваше во однос на американските организации кои пружаат помош на граѓанското општество во држави кои се нели хибридни или целосно или во диктаторски режим, успеава да ги срушат со милиардерот што сака да оди на Марс. да. И сега тој наратив толку се презема и овдека што е нас на пример на напаѓата, моравме да излеземе со соопштение дека не сме корисници на грантови од USAID. И дека не засегнува. Џабе, они упорно само тоа го пишуваат. Аха, секна парите што ќе прави да сега. Ете за. А не гледаат дека USAID 2020 и на ВМРО ДПМН му помагаше за да. Да. И сега има, и сега има да. општини и со градоначалници од ВМРО ДПМН кои користеа и се заглавени сега поради тоа што не може да ги земат парите од грантовите. Меѓутоа, тој наратив дека USAID е таа што ги поддржува шарените, значи, тоа е наративот, тоа е мантрата што е, тоа како папагали го повтараат. Значи може да се види само да се еден позади друг истото го пишува. Но руските наративи, руската пропаганда значи USAID е исклучително USAID нели ради тоа
уште Кенеди 63-та или која беше и го воведе за да парира на руските служби што се ширеа по тогаш да речеме повеќе во источна Европа. И сега нив им беше, на русите им беше најголема болка дека USA дава подршка на нивните неистомисленици или во нивните сателитски држави или во некои независни држави под влијание. И сега тоа дојде како државна доктрина. Да, јас колку што се сеќавам, USAID имаше и даваше помоши на Советскиот сојуз кога имаше кризи со храна и со други неволји со кои се соочуваше, без оглед на тоа што беа од различните страни на железната завеса. Меѓутоа, јас би сакал сепак да останеме доследни на темата, а тоа е дека руската пропаганда е исклучително жестока, брутално жестока во поглед на темите кои се однесуваат на окупираните подрачја, дека таа руска пропаганда што се однесува до окупацијата на Крим, Севастопол и делови од Донбас е присутна насекаде каде што тие имаат канали на влијание, пред се во Србија, а од Србија и на македонскиот медиумски простор. Тоа не било окупирани територии, него руски територии што се вратиле назад. Да. И тоа е наратив кој е крајно погрешен. Русија ја нападна Украина, која беше суверена држава, членка на Обединетите нации, која инаку во 90-тите на почетокот од својата независност во замена за безбедност и стабилност ги даде нуклеарните капацитети, им ги даде на русите, а ги имаше во своите силоси, да ги наречам. Меѓутоа тоа беше заборавено. Инаку Украина беше една многу силно вооружена, нуклеарно силно вооружена република и зборувам за нуклеарното вооружување, тоа го даде и во замена доби гаранции кои никогаш не беа. Повторно руската пропаганда се повикува на тие договори дека Западот ги... Да, колку е тоа присутно во македонските медиуми се уште? Да, присутно е во голема мера и, кој што кажав, на дополнето со ова прикриена руска за која се мисли дека не е. Да. Значи, тоа е се присутна. Значи, уште има за тебе ние како што која ќе некоја вест дека Украина се случува нешто напред. Ете Путин сега ќе еве конкретно за Курск. Така. Има еден не ироничен или саркастичен наратив кој го за социјални мрежи сега зборам, дека еве украинците стигна до Москва. Да, мислам дека имам налетано на такво нешто. Па ќе кажам, еден ќе напише и после тоа како папагали го повтораат и другите. Да. Само уште повели. Па не, ако веќе кога зборуваме за руската доктрина и таа како се одразува во руската пропаганда и како се одразува во македонските медиуми, уште поголемо прашање со промената на власта во Америка, доаѓањето на Трамп и она што сега се случува и неговите обиди под наводници мировни преговори за Украина. Мислам дека време да се вратиме малку понапред во нешто што се одбележа на 24 февруари, а тоа е 3-годишнината од целосната инвазија врз Украина од страна на Русија и респондот, одговорот и значењето кое што го имаше тоа одближување во рамки на политиката која што сега се води во однос на тие разговори кои што ги има Америка со Русија, поточно ги има Трамп со Путин. По-конкретни ако бидеме,
На 24 февруари во Europe House, тука во Скопје, во организација на Украинската амбасада се одбележа 3 години на целосната руска агресија врз Украина, во која што беа присутни голем број на дипломати, официјални лица, представници на нашата влада, вклучувајќи и председателката Гордана Силјановска-Давкова, вклучувајќи и амбасадорката на САД Анџела Агелер и од европските лидери, ЕУ амбасадорот и сите оние кои што ги представуваат европските земји, зборам за амбасадорите, сите ја искажаа својата недвосмислена поддршка кон Украина, упатена во смисла на тоа дека помошта нема да прекине и дека таа ќе биде во целост посочена во онолку колку што ќе биде потребно на Билјана, ти вчера беше зафатена со објавување на поединечните говори, инаку Цивил медија го покри целиот настан и може да се најде на нашиот канал и на нашата медиумска платформа. Меѓутоа, ти вчера беше прекупирана со објавување на поединечните говори на повеќе учесници на таа конференција на 24 завчера. Може ли да ни кажеш колку видеа, каде може да се најдат и може би да споделиш со нашата публика и неколку од пораките што беа упатени од таа говорница? Да, значи веќе почнав со пораките, ги сумирав во однос на тоа како одговорија или како го одбележа амбасадорите на европските земји. Значи нивните говори беа основно насочени на Украина онаква како што и треба во било која смисла, значи не само морална, туку и воена, финансиска и така натаму. А некои амбасадори го искористија моментот да го посочат фактот колку досега помогнале во смисла на пари, во парични износи, колку чини таа помош што ја пружиле кон Украина. Забележително беше дека амбасадорката на САД немаше свое обраќање, како што немаше нели и нашата председателка. А нашите двајца представници од владата, вице-премиерот Изет Меджити и министерот за европски прашања Орхан Муртезани, има пригодни говори во кои што изразија поддршката на нашата земја кон Украина. Забележително е тоа што иако се тие владени представници, политиката на владата, односно она што го презентира нашиот ценет премиер е сосема поинаква, мислам дека тука и вие двајца можете да се надоврзете со резолуциите кои што беа гласани во Обединетите нации, меѓутоа пред тоа и те одговорам на тоа што ме на прашањето, односно видеоприлозите од самиот настан може да ги најдат на нашиот YouTube канал, да не следат на Facebook, на нашиот Facebook профил, каде што сите се објавени, како и на Цивил медија, каде што ги имате и во видео и во текстуална форма и навистина ќе може да се долови всушност каква беше атмосферата, ако може така и да се нарече, во одбележувањето на 3-годишнината од руската агресија врз Украина. Така што тоа е добро прашање, например, ако веќе ќе одиме во руска пропаганда, како таа влијае, односот кој што го има нашава влада, сегашна влада, и како таа се поставува меѓународната политика по прашањето за Украина, е добро да се искоментира, да се даде една вистинска слика, што се случува всушност. Освен представници на дипломатскиот кор, представници на владата, меѓу кои беше и заменик министерот за надворешни работи, сакаше да дополни Драган, и дел од претеничкиот состав, имаше уште тројца говорници, еден представник на академската заедница, професорот Дуев, представничка на новинарската фела, новинарката Кристина Атовска, и јас бев поканет како
представник на цивилна граѓанското општество и на новинарската заедница. Атмосферата, како што кажа ти, беше достоинствена, но многу сериозна се разбира, бидејќи се работи за еден црн датум, навистина црн датум во светската историја и денешница. И да, мислам дека е значајно луѓето да ги погледнат говорите и обраќањата на дипломатските представници, особено заради тоа што од тоа може да се насети курсот на тоа како ќе се развива политичката состојба, односно политичките и воените и хуманитарните напори на Европа овој пат кон Украина. Сметам дека има место за оптимизам, иако е загрижувачка, алармантна е состојбата, меѓутоа по конференцијата одржана во Europe House Скопје, во европската делегација во Скопје, мислам дека има, навистина има, реално говорејќи, простор за оптимизам, заради тоа што слушнавме решителни, многу цврсти и многу конкретни податоци, односно позиции на дипломатите на конференцијата. Особено сакам да ја истакнам конкретната димензија на овие настапи на дипломатите, меѓу другото британскиот амбасадор, германската амбасадорка, литванската амбасадорка, полскиот амбасадор и така натаму. Мислам дека сето тоа беа говори кои влеваат оптимизам, се разбира внимателен, бидејќи оваа турбулентна американска политика во рацете на Трамп внесува страв, внесува загриженост, иако очигледно е дека Европа, за разлика од 2014-та, за разлика дури и од 2022 година, изгледа консолидирано, цврсто и решително. Не знам дали ќе се согласите со мене. Тоа сакам да кажам, Билјана, дека се ти забележа баш онака најдлабоко во говорите на сите, дали ова што го кажувам јас сега е? Тие се рефлексија на она што нивните европските лидери или нивните представници и во ЕУ и во нивните земји го секојдневно го покажуваат и го изразуваат. И го рефлектира и обидот на Европа од другата страна, независно од она што се обидува Америка да го прави со Русија, значи нема откажување. Значи Европа не се откажува. Прашањето е тука дали ќе истрае до крај. А инаку нејзината волја за да се прекине оваа војна во целосна корис на Украина, во смисла на тоа да се постигне долготраен мир, а не привремен кој што би можел да доведе до нови територијални претензии или нови војни на други територии или кон други држави, апсолутно не доаѓа во обзир. Значи тука Европа е начисто, затоа што како што рекоа и многу од говорниците директно или индиректно во своите говори и обраќања, значи ако се изгуби, ако победи Украина, победува Европа. Значи таа победа е многу значена, најмногу за Украина и украинскиот народ, меѓутоа и за Европа во целост како континент. Така, се согласувам. Ти дали се согласуваш со мојата констатација дека има место за оптимизам? На конференцијата, иако да кажам за разлика од минатогодишната беше далеку помала, тогаш имаше многу повеќе и амбасадори од повеќе држави, релевантни за војната во Украина и за помошта што добија. Меѓутоа, голема беше и оваа конференција. Да, сакам да кажам, претходно имаше малце повеќе. За еден-двајца. Можда моја... Имаше повеќе владини представници. Може би бројот беше поголем. И имаше говори и подолго траеше заради тоа, затоа што имаше говори од нашиот председател, владиниот врв и така натаму, и плюс тоа
нели, ако се сеќавате, имавме и ние поканивме и представници на поголем број на представници од медиумите, граѓанското општество и академијата. Заради тоа ти изгледа Ми поголем. беше само во однос на амбасадорите. Една амбасада бидејќи, не, друго сакав да кажам, како јас и мој впечаток е кога насетив дека Европа го ја презема палката со самото тоа што, за разлика од другите години, оваа година американската амбасадорка немаше активно учество. Дојде, седеше и тоа прилично на страна и пред завршување на... Беше во првиот ред. Да, во првиот ред, ама малце по-на страна. Добро. Не битно, дојде покасно, си отиде порано, пред да заврши вако и со самото тоа што не излезе на добро, тоа се подразбира се пошто не јас не би го толкувал тоа на тој начин, бидејќи американската веќе амбасадорка беше во првиот ред, беше до украинската амбасадорка Ама не беше говори, присутна. не говори. Не одржа говор, тоа е И се точно. отиде пред да заврши конференција. А ќе кажам, Добро, може само мој впечаток. Тоа е твој Меѓутоа, тоа сакам да кажам како да го одразува нормално амбасадорите како кажуваат тоа што им е кажано и како ставот што го зазема нивната земја. Како што сега можеме да заклучиме, гледаме дека веќе како предводници се Макрон и Стармер, британскиот премиер, за Германија формираат влада, се во избори, не можеме да кажеме кој што, меѓутоа овие двајца веднаш тргна, Макрон беше, Стармер ќе оди и повеќе има обид на Европа за поголемо вклучување на Канада во овие случувања околу војната во Украина, околу преговорите за војната во Украина, поддршката за Украина, веднаш изразија и подготвеност да испратат контингент на европски војници што ќе го гарантираат мирот. Така. Сега, што не се уште седнати на маса за преговор, а преговори без Украина, без ЗЕУ на територија на Европа се случува војната, не е во САД. Значи на самата граница со Русија има неколку европски држави кои се директно погодени од случувањата и кои се сметаат дека ќе бидат следна жртва. Јас кога пред 2 години бев во Естонија, на граница меѓу Естонија и Русија, од руска страна беше поставен билборд, овде не завршуваат границите на Русија. Ако тоа не е директна закана, не може и са тие секако дека балтичките земји веќе и пред да побара и Трамп се издвојуваат веќе и најголем дел од GDP-то за БДП за одбрана. Така да многу сериозно е сатено тоа. Знаат со кого си имале работа. Така, јас кога бев на форумот за иднината на демократијата и за борба против авторитаризмот во Вилнус минатиот ноември, можев да почувствувам таа, каде што беше од највисоко ниво, представници беа Министерството за надворешни работи на Литванија го организираше. Ја почувствував таа атмосфера, таа решеност, таа борбеност и исто така и во самиот Вилнус, каде што имав комуникација со луѓето, со млади меѓу другото. Сите беа многу решителни, многу храбри во своите ставови и мислам дека тоа е за одбележување и да, добро ја спомна таа позиција. Јас мислам дека ние на Балканот, во Западен Балкан се наоѓаме во малку по-сериозна ситуација, посериозна отколку што
јавноста тоа сака И да го Западен види. Балкан е и дел од членките на ЕУ, малце што се И дел од членките што се на близко ЕУ до кои се- Балканот, да. кои се Авторитет. да, кои се тарни- антени на руската пропаганда и руското влијание, иако морам да кажам на конференцијата за која зборуваме на 24 февруари во на ЕУ делегацијата, се работи за тоа дека и словачкиот Да. амбасадор излезе со говор кој беше во истиот дух како и сите останати европски представници, што мене ми беше добар сигнал и бев пријатно изненаден од неговото учество таму. Може да се каже дека Европа овој пат покажува вистинска спремност. Се надевам дека е на време, и лидерство. дека не е закаснато. И ја мислам дека е токму на време, брзо реагираа на сите промени во политиките на глобално ниво. Стармер имаше вчера обраќање во британскиот парламент, каде што вети дека до следната година ќе го качи процентот за одбрана До 27 година, до 27, да. на 2,5%. Да, и повторно изрази. Дури понатаму и до 3, мислам дека спомна, Со само опции со опции до 3, ама без временско Точно ограничување кога ќе биде. Да. И повторно изрази спремност и доби поддршка од парламентарците за учество во европски сили во И не е во мала Украина. работа, во Киев се собраа 11 европски лидери. Плюс трудо. Плюс Трудо. Значи, тоа беше онака импозантна фотографија, мислам дека ти ја објави Да. како фотографија на Да, денот. мислам беше вчера или завчера. кога беше, Вчера да. и мислам дека беше баш токму да се покаже дека поддршката наспроти Така е. неизвестноста од американската поддршка, дека еве ние и да не сте вие, ние Тие беа ќе останеме поддршка. Да. фотографирани на отворено, на Да, на сред, Киев. а имаше Иако имаше стревога претходно. Претходно имаше тревога за воздушен напад, како што знаеме, русите во потрага по мир неуморно ја ракетираат Украина, цивилните цели во Украина со дронови и со балистички ракети, со големи смртоности полнења. Колешке Билјана, колега Драган, ја мислам дека можеме полека да привршуваме со овој Можеме подкаст Пошто со ако колегиум. можете продолжиме, нема да завршиме. Се разбира дека ќе продолжиме на оваа тема и во текстуална форма, исто така да спомнам уште еднаш, ако ми дозволите, на 4 март со почетокот од 14 часот Цивил е домаќин и партнерските организации од Германија и меѓународната Нов Европски форум. Во 14 часот почнуваме меѓународна онлайн конференција. Сите ќе можат да ја видат таа конференција, ќе биде на нашите онлайн канали објавена во живо. Ќе биде на англиски јазик, меѓутоа нашата публика, мислам со мали ретки исклучоци, владее со англискиот јазик. Некои може би само американски знаат, не знаат англиски, меѓутоа се. Да, вистина. Добра фора. И јас би сакал да затвориме со тоа, со пораката дека им посакуваме слобода на граѓанките и граѓаните на Украина, кои се во моментов под руска окупација, и со ова да им посакаме слобода и да им кажеме дека не се сами, ниту оние на Крим и Севастопол, и со ова го одбележуваме скромно денот на отпорот против руската окупација на Крим и Севастопол. Мислам дека нема што да додадам. дека тоа е императив за секој нормален човек на светот, да им посака мир и слобода на сите луѓе на светот. И ова е еден повик да се придружиме солидарно, да побараме слобода и да ја поддржуваме борбата за слобода на оние
кои се под окупација и под воен напад. Благодарам многу. Се гледаме. Се гледаме наскоро во понеделник. Да, се гледаме во понеделник.